Продолжува уривањето на старите градби на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова. На просторот во близина на спортската сала остануваат уште 4 објекти за чија експроприација одлучува надлежниот суд. Согласно урбанистичкиот план, улицата Стево Теодосиевски е предвидена како булеварско решение, каде што ќе имаме 4 ленти, 2 во еден правец, 2 во друг правец со разделно зеленило. Така да сега започнавме со расчистување на теренот и додека се почне со реализација на самото булеварско решение на улицата Стево Теодосиевски, се предвидуваме овде да направиме привремено паркинг простор, каде што ќе можат граѓаните кои гравитираат на овој дел да ги паркираат своите возила. Исто така, за следување на централното градско подрачје, предвидено е оваа година и асфалтирање на улицата Петровденска, која се наоѓа позади зградите. Градоначалникот на општина Кочани Никол Чилиев смета дека со решавањето на сообраќајот по Теодосије Паунов со кружни текови, се до туристичката агенција Велјан, централното подрачје на Кочани ќе добие урбан изглед, а сообраќајните тешкотии ќе бидат надминати. Чекор по чекор одиме во правец по патот што го зацртавме, односно пробивање на продолжување на улицата на булеварот Теодосије Паунов се до Велјан, што значи дека остануваат за експроприација уште 4 објекти кои се во фаза на распагање и на вистина сметаме дека со забрзувањето на овие процеси ќе овозможиме решавање на еден од клучните проблеми во Кочани, во делот на сообраќајот. Во тек е изработката и на проект за целосна реконструкција на булеварот Теодосије Паунов, каде што ќе се реши целокупниот сообраќај со кружни текови. Средувајќи го овој дел од градот, општина Кочани решава еден горлив проблем. Објектите кои се под удар на деталниот урбанистички план повеќе децении стојат во ваква состојба, создаваат грд изглед и се опасно за учесниците во сообраќајот, пред се за пешаците, меѓу кои голем дел се ученици. Сметам дека е еден од главните и горчливи проблеми на граѓаните на општина Кочани и на вистина дека овој проблем трае предолго и сведоци сме дека овој дел на градот на вистина има лош изглед, бидејќи објектите кои се под удар на деталниот урбанистички план веќе повеќе децении стојат во ваква состојба, што од една страна прават една лоша слика на овој дел на градот, а од друга страна се и навистина небезбедни за движењето на пешаците. Во однос на другите сообраќајни решенија, Илиев извести дека во тек изработка на нов сообраќајен проект со нов сообраќајен режим, со кој прецизно ќе бидат предвидени местата за паркирање, чиј број во централното градско подрачје ќе се зголеми. Улицата што ги поврзува Маршал Тито и Димитар Влахов кај трговскиот центар се планира да биде сервисна, паркирањето забрането, со што ќе се олесни протоколот на сообраќај за сите учесници.